Првата светска војна се водела од 1914 до 1918 година, како последица на крајно заострените односи меѓу големите сили во борбата за колонии и за доминација во светот. Предпоставувајќи дека по победата на младотурците, Турција ќе се зацврсти, Австро-Унгарија во 1908 година ја анектирала Босна и Херцеговина. Незината цел било излегување на Солун и на Егејското море. На тие планови се спротивставувала Србија, но под притисок на Русија таа ја признала анексијата на Босна и Херцеговина. Сепак, неголемата криза во Европа пред Првата светска војна ја предизвикале Балканските војни. Државите на Балканскиот сојуз, Србија, Бугарија, Грција и Црнагора, во октомври 1912 година започнале војна против Османлиската империја и брзо и победоносно ја завршиле на големо изненадување на Европа. По победата врз Турција, пред крајот на 1912 година, дошло до криза меѓу големите сили, кога Србија и Црнагора ја зазеле Северна Албанија, со цел Србија да излезе на Јадранското море. Русија и Франција го поддржале тоа барање, меѓутоа Австро-Унгарија, поддржана од Германија, им се спротивставила по цена на војна. Русија не била подготвена за војна и морала да попушти. По нејзин совет тоа го направила и Србија. Потоа, поради поделбата на Македонија, започнала Втората Балканска војна, која завршила трагично за македонскиот народ и за неговата борба за национално ослободување и создавање на независна држава на цела територија на Македонија. По потпишувањето на Букурешкиот мировен договор на 10 август 1913 година, поделените и окупираните територии на Македонија биле присоединети кон Србија, Грција, Бугарија и новосоздадената држава Албанија. Првата светска војна, како и Балканските војни, донесаа нова катастрофа за Македонија и за македонскиот народ. По Балканските војни и познатиот Букурешки мировен договор, како што е познато, Македонија остана поделена, распарчена меѓу соседните балкански држави. Со Букурешки мировен договор, после Втората Балканска војна, веќе во овој дел од Македонија, вардарски дел од Македонија беше под српска власт, да не речем окупација, каде што беа сменети и нивните презимена и мора да зборуваат на српски јазик, беа дури незадоволни од таа српска окупација во овој дел од Македонија, кога после година и половина, 14 октомври 1915 година, тука доаѓаат бугарски војници, тие биле пречекани со радост, затоа што сметале дека ќе доживеат слобода. Меѓутоа подоцна се разочарале, затоа што како што постапели српската окупаторска власт во Македонија 14-15 година, така ќе постапат подоцна и бугарските окупаторски власти во овој дел од Македонија. Исто така и оној дел во егејски дел на Македонија кој што со Букурешки мировен договор им беше доделен на грците, тие ќе бидат разочарани. Дури ние имаме во историографијата едно се вика писмо од Костур, каде што незадоволни костурчани од каков став зазеле српските власти кои што биле присутни во егејскиот дел на Македонија и грчките власти, дека таа окупација е потешка него и турската, дури се изразиле пусто турско, каде си да се вратиш. Затоа што и грчките власти во егејскиот дел на Македонија и српските додека биле присутни до 18 година ги избришале македонскиот јазик, македонските цркви ги избришале кирилските написи и вршеле силна србизација и грцизација во тој дел од Македонија. Името на фронтот отвара една друга димензија на случувањата во Македонија во време на Првата светска војна. Имено се врзува и за нерешената политичко прашање на македонците, односно по поделбата на Македонија, по денационализаторска и асимилаторска политика на балканските сојузни држави во однос на македонското население и македонскиот народ, во време на Првата светска војна речиси идентична политика од страна на овие балкански држави кои што ја поделиле Македонија, поддржани од политиката на големите сили, настојувале она што не успеале да го направат во текот на Балканските војни, да го реализираат во време на воени операции во Првата светска војна. Така поделен и окупиран од различни режими, но со единствено чувство, македонскиот народ ја загубил довербата во соседите и надежите дека со нив ќе стекне слобода. Меѓутоа, со поделбата на Македонија,
Освен македонскиот народ не биле задоволни ниту балканските држави. Бугарија затоа што го добила најмалиот дел, Србија затоа што не го добила Солун и не излегла на Егејското море, а Грција затоа што не се проширила до Шарпланина, што ја сметала за природна граница од стратегиска важност за одбраната на Егејското море. Австро-Унгарија и Германија не биле задоволни со Букурешкиот договор затоа што балканските земји со протерувањето на османлиската војска паднале под влијание на Русија, на Велика Британија и на Франција. Со стеснувањето на Османлиската империја, Австро-Унгарија и Германија ја загубиле копнената врска со Азија. Врз таа основа била создадена можност за обединување на оние сили што биле најнезадоволни од исходот на Балканските војни. Првата светска војна почнала на 28 јули 1914 година. Формалниот повод за незиниот почеток било убиството на престолонаследникот на Австро-Унгарија, Фердинанд во Сараево, на 28 јуни 1914 година, организирано од Српската патриотска организација Млада Босна. Под изговор дека атентатот бил извршен по наредба на српската влада, Австро-Унгарија, во договор со Германија, и испратила ултиматум на Србија. Во ултиматумот се негирал територијалниот интегритет и националниот суверенитет на Србија и се барало судската истрага против учесниците во атентатот на територијата на Србија да ја спроведат австријски органи. По одбивањето на овој ултиматум, Австро-Унгарија ја објавила војна на Србија и извршила напад преку границата на Дунав. На почетокот во војната учествувале 9 држави: Велика Британија, Франција, Русија, Србија, Црнагора, Белгија и Луксембург на страната на Антантата и Германија и Австро-Унгарија на страната на централните сили. Вкупно биле вклучени 732 милиони луѓе, сметајќи ги и колониите. До завршувањето на војната се вклучиле 28 држави со преку 1,5 милијарда луѓе, односно 3/4 од населението во светот. Воените операции се воделе во Европа, во Азија и во Африка на површина од околу 4 милиони квадратни километри и речиси на сите океани и мориња. Србија и Грција, со цел да го сочуваат стекнатото, се приклучиле кон Антантата, а Бугарија кон централните сили. На Антантата и на централните сили, спротивставените балкански земји им служеле како продолжени раце за остварување на нивните интереси на Балканскиот полуостров и Медитеранот. Со тоа биле создадени сите услови Македонија повторно да стане полигон за вооружени судири, а македонскиот народ повторно да се втурне во братоубиствена војна. Војните операции, со сета жестина што ја имала Првата светска војна, позната и како Големата војна, се воделе и на фронтот формиран во Македонија од 1915 до 1918 година. Македонската револуционерна организација под името Внатрешна Македоно-Одринска револуционерна организација во април 1914 година излегла со декларацијата во која остро реагирала дека Македонија е распарчена. Во декларацијата, Централниот комитет на организацијата на светската јавност и дал на знаење дека и понатаму останува на позицијата за извојување автономија на Македонија и дека ќе се послужи со сите средства на борба за постигнување на таквиот свој идеал. Пред започнувањето на Првата светска војна, раководството на Македонската револуционерна организација со неколку мемуари и меморандуми до големите сили укажуваше на неподносливата состојба во Македонија, дека македонското прашање не е решено и во тие меморандуми тоа раководство бараше решавање на македонското прашање, односно, како што беше наведувано во овие мемуари, добивање автономија на Македонија. На 11 мај 1914 година
Централниот комитет на внатрешната македоно-одринска револуционерна организација испратил мемоар до големите сили, во кој упатил апел да бидат признати правата на Македонија во ситуација кога се гледа призракот на една нова борба за ослободување на Македонија од нејзините нови поробувачи. Во мемоарот, раководството на организацијата протестирало против распарчувањето на Македонија, барајќи од современа Европа и цивилизацијскиот свет автономија за Македонија. Во меѓувреме, левицата на внатрешната македоно-одринска револуционерна организација, или поточно Серското крило, предводено од Јане Сандански, во соработка со бугарските опозициони партии, Бугарскиот земјоделски народен сојуз, Радикалната партија и Бугарската работничка социјалдемократска партија, заедно со тесните социјалисти, преземале бројни активности во Народното собрание и преку печатот да го спречат вклучувањето на Бугарија во војната на страна на централните сили. Според Јане Сандански, така ќе се спречела новата воена катастрофа и негативните последици од реваншизмот и ревизионизмот на бугарскиот цар Фердинанд и владата на Радославов. Јане Сандански цврсто се залагал за учество на македонските чети во војната само доколку се борат под македонско знаме и за македонски цели. Тоа било причина на 22 април 1915 година по наредба на царот Фердинанд од заседа да биде извршен напад врз него. Јане Сандански по херојска борба загинал. Германија и Австро-Унгарија преку своји представници во контактите со раководството на ВМРО, особено со членовите на Централниот комитет, Тодор Александров и Александар Протогеров, настојувале да инволвираат ВМРО во воениот судир и да ја искористат незината воена сила не само за извршување на диверзии во тилот на српската армија, туку и да ја предизвикаат Бугарија да се замеша во војната на нивна страна. Во јануари 1915 година, членовите на Централниот комитет на ВМРО, Тодор Александров и Александар Протогеров, на министерот на војската на Бугарија му предложиле создавање на една поголема воена единица. Главната команда на бугарската армија ја прифатила идејата и формирала нова воена единица наречена 11-та македонска дивизија со специјални задачи под команда на штабот на бугарската армија. Таа била составена главно од воени кадри на ВМРО и бегалци од Вардарска и Егејска Македонија, а подоцна пополнета со дезертираните македонски војници мобилизирани во српската армија. Дивизијата имала 33.745 војници и подофицери и 326 офицери. Со формирањето на оваа дивизија, ВМРО всушност добила своја редовна армија под команда на штабот на бугарската армија. Во јануари 1915 година, раководството на организацијата испратило петочлена делегација во европските престолнини Виена, Берлин, Петербург, Париз и Лондон во состав професор Љубомир Милетич, професор Иван Георгов, професор Александар Балабанов, доктор Кушев и доктор Димитар Точков, со задача да го сондираат мислењето на владите на двата воени блока за тоа како гледаат на решавањето на македонското прашање. Дипломатската делегација на организацијата во Виена и Берлин најшла на целосна поддршка, со изјавата дека Бугарија може да го оствари своето обединување со помошта на централните сили, односно гаранција дека решавањето на Македонија и на македонското прашање ќе се оствари во рамките на бугарската држава. Овие дипломатски кругови на македонската организација дојдоа до уверување дека само ако се приклучат кон Бугарија, дека ќе биде решено македонското прашање, односно ќе биде решено македонското прашање во рамките на бугарската држава. Бидејќи поголемиот број од европските сили на Србија и го ветува вардарскиот дел на Македонија. Во Петербург, Париз и Лондон, на делегацијата на внатрешната македоно-одринска револуционерна организација
и биле изложени и српските и грчките барања и потенциран ставот дека решавањето на македонското прашање ќе се разгледа по завршувањето на војната и со нагласување за давањето компензација на Србија за сметка на Австро-Унгарија и компензација на Грција во Мала Азија. По завршувањето на дипломатската мисија, делегацијата на внатрешната Македоно-Одринска револуционерна организација составила извештај до Централниот комитет, кој на 25. април во 1915 година свикал собир во Софија. На собирот биле поканети над 60 истакнати дејци на организацијата. Професорот Љубомир Милетич ги запознал присутните со заклучоците на делегацијата. Најдобра позиција за Бугарија била да ја зачува својата неутралност, но ако настаните ја принудат да се замеша во војната, друг избор освен централните сили таа нема. Легалните дејци на организацијата ја поддржале идејата за неутралност, додека активните војводи се искажале за пристапување на Бугарија на страната на централните сили. Ваквата позиција на внатрешната Македоно-Одринска револуционерна организација била во согласност со официјалната дипломатија на бугарската влада за идното поведение на Бугарија во престојната борба, бидејќи таа не верувала на ветувањата на Антантата дека по војната деловите на Македонија што се наоѓале под српска и грчка власт, ќе ги даде на Бугарија. Определувајќи се на страната на централните сили, раководството на организацијата подпишало проект договор со германските представници во Софија, при што им биле префрлени 580.000 марки како финансиска помош за вооружување на четите на организацијата. Но уште пред априлскиот собир во Софија, на 21 февруари 1915 година, Централниот комитет на ВМРО одржал седница на која била прифатена понудата од Германија и Австро-Унгарија за опремување на македонско-одринското ополчение во износ од 750.000 лева. Оваа соработка на воен план меѓу раководството на внатрешната Македоно-Одринска револуционерна организација и Австро-Унгарија и Германија довела до засилено испраќање чети од Бугарија во Вардарска Македонија за извршување на организациона, известувачка и диверзантска дејност. Воените дејства на територија на Македонија во Првата светска војна започнале во 1915 година на просторот на денешна Република Македонија, која се наоѓала во состав на Кралството Србија, со вооружените акции на комбинираните чети на организацијата кај Валандово на 2 април и кај Удово на 30 септември и 1 октомври. Акцијата кај Валандово била организирана со цел да се прекине железничката линија меѓу Демиркапија и Гевгелија, за да се оневозможи сообраќајот на српските војски и испраќањето на воените транспорти од Ниш до Солун. Во акцијата учествувале околу 1000 души, чети на организацијата и турски чети. За кратко време биле ослободени 15 села во триаголникот Струмичко, Валандовско и Радовишко и била нападната железничката станица кај Удово. Судирот со српските војски траел 3 дена, а во жестоките борби биле убиени 470 српски војници и офицери и заробени 353 војници, а 40 четници на организацијата загинале. Во српската историографија овој трагичен настан е наречен Валандовски колења. Во бугарската историографија истиот настан се нарекува Валандовското востание. Всушност се работи за вооружена акција во која се водела жестока борба за остварување на диаметрално спротивставени интереси. Србите да ја задржат поставената граница, односно да се запази статус квото што го застапувала Антантата, четите на внатрешната Македонска револуционерна организација да ја анулираат Букурешката поделба, а бугарите да ја присоединат цела Македонија кон Бугарија, што било ветувано од страна на централните сили. Вооружените акции кај Валандово и кај Удово представуваат обиди на австро-унгарската и на бугарската влада да се искористат четите на организацијата и македонското местно население за остварување на австро-унгарските и на бугарските интереси, бидејќи автономијата за Македонија
била избришана од сите австро-унгарски и бугарски планови. Во двете борбени акции, најголемите жртви и загуби ги поднел македонскиот народ, особено затоа што и во српската и во бугарската војска најбројни биле македонците. Покрај тоа, настрадало и македонското местно население, кое што покрај човечките жртви имало и огромни материјални загуби. Бројни куќи и цели села биле запалени, добитокот одземен, особено во борбите кај Валандово. Борбите кај Валандово и кај Удово представувале подготовка за пристапувањето на Бугарија кон централните сили и создавање на Македонскиот фронт, со што започнала нова братоубиствена војна за македонскиот народ, кој се нашол во првите борбени редови на двете завојувани страни. Четите на ВМРО во чив состав влегувале покрај македонците и бројно турско и албанско население, во оваа политика идеја на Австро-Унгарија за привлекување на Бугарија кон централните сили и создавање ново жариште, односно фронт во Македонија, во текот на пролета 1915 година извршиле акција со преминување на тогашната српско-бугарска граница кон Валандово и еден судир со српската војска, при кој што главната стратегиска цел била да се урне мостот на Вардар, мостот на Кајудово, со цел да се прекинат железничките врски Солун со Ниш со Белград, со цел да се прекине линија за снабдување на српската војска. Таквата идеја придонела со реализација од страна на четите на ВМРО и со бројни загуби нанесени на српската војска во Македонија, дел од чети жртви дале и ВМРО, но некаде околу 700 души имало загинато на страна на српската војска, од тоа 40 загинати четници на ВМРО, но целта не била остварена, именно по добиено сознание дека на српската војска и пристига, на српскиот 19 полк му пристига засилување од север, четите се повлекле преку границата и уште еден обид во 1915 година пред официјалното влегување на Бугарија во војна на страна на централните сили е уште една акција кај Удово, обид да се урне железничкиот овој мост, но повторно безуспешно. При преговорите со двата блока и покрај тоа што силите на Антантата и нуделе можни отстапки, Бугарија на 6 септември 1915 година потпишала тајна спогодба, а потоа и воена конвенција со Германија. Во спогодбата Германија на Бугарија и го признавала правото на анексија на Вардарска Македонија и отстапување на дел од српската територија по течението на реката Морава до Дунав. На 25 септември 1915 година, 2 дена по објавувањето на мобилизацијата во Бугарија, Централниот комитет на ВМРО испратил окружно писмо, односно наредба, до сите револуционерни комитети, војводи на чети и до вооружената милиција во Македонија, да ги кренат на нозе сите кои се способни да носат оружје и да ја укажат сестрана помош на бугарската армија. Раководството на македонската револуционерна организација, како што реков, во составот на бугарската армија не ги вклучи само војните сили на организацијата, туку го вклучи, може да се каже, поголемиот дел од својот интелектуален кадар, интелектуалниот потенцијал на организацијата во административните власти на Бугарија во Македонија. И тука може да се каже дека во македонската историографија овој момент е малку премолчуван, бидејќи во составот на бугарските административни власти во Македонија беа вклучени најистакнатите македонски револуционери и идеолози, поголемиот број од левата струја на организацијата, како што беа Димитар Влахов, Димо Хаџидимов, Ѓорче Петров, Павел Христов, Петар Рацев, Арсени Јовков, и сите овие за време на Првата светска војна беа кметови, односно окружни управници во поголемите градови во Македонија. Со одобрение на Министерскиот совет на Бугарија од 29 септември 1915 година,
На Тодор Александров му било предадено огромно количество на оружје, наменето за 11-тата македонска дивизија, а германската воена команда му доделила нови автомобили и камиони за потребите на организацијата. Во состав на бугарската армија војувале македонците во повеќе воени формации. Најпознатата формација е 11-та македонска дивизија, од која што основата, командниот кадар биле револуционерните структури, четните војводи од страна на ВМРО, населението кое што со една идеја под замисла дека сепак ќе се случи ослободувањето на Македонија и стапувале во таа воена организација. Австро-Унгарија и Бугарија вешто ги користеле овие војно-политички состојби настанати по почетокот на Првата светска војна во 1914 година, повторно ветувајќи дека Букурешкиот договор, границите од Букурешкиот договор не се валидни, дека ако се вклучи и македонскиот народ, македонското население активно во војната на страна на централните сили, дека ќе има можност да се даде автономија на Македонија. Од друга страна, Бугарија свесно и јасно одстапувала од таква теза и се што правила, сите мерки што ги преземала, ги правила во насока да ја присоедини целата територија на Македонија кон својата држава, односно кон Бугарија. Во текот на војната, 11-тата македонска дивизија била распоредена да се бори против француските војски кои што навлегле до Грацко. По 7-дневните крвави јуриши во почетокот на ноември 1915 година, дивизијата дала огромни жртви, успевајќи во содејство со бугарски воени единици да ги потисне французите и еден мал контингент англиски војски до српско-грчката граница на македонска почва. Уште на 13 октомври, истата година, десетици војводи на организацијата ги известиле бугарските воени команданти дека сите телефонски и телеграфски линии во Вардарска Македонија се прекинати, доставувајќи им разузнавачки информации за расположението, бројот и вооруженоста на српската војска. Повеќе од 54 на организацијата започнале од грб да ги напаѓаат српските воени единици во сите реони на Вардарска Македонија. Силите на организацијата дејствувале како авангарда на бугарската војска и не и дозволувале на српската армија и на жандармеријата да ограбуваат и да уништуваат при нивното повлекување од македонските територии. Така, пред доаѓањето на бугарските војски во градовите во Вардарска Македонија, кратовската чета на војводата Дончо Ангелов прва влегла во Кратово, Кумановската чета на Крсто Лазаров во Куманово, четите на Петар Чаулев и на Павел Христов во Крушево, како и други чети на организацијата кои први влегле во Битола, Прилеп, Охрид, Струга, Дебар, Тетово. Ваквата состојба на боиштата во Вардарска Македонија ја потврдува и Кирил Прличев во своите спомени со констатацијата: внатрешната македоно-одринска револуционерна организација беше господар на положбата и преку ноќта и преку денот. Секој граѓанин или селанец во лицето на местната чета на организацијата ја гледаше надежта и спасот, кога жестокоста на поробувачите го заплашуваа неговиот живот. Највисоките раководители на организацијата, членовите на Централниот комитет на ВМРО, Александар Протогеров, Тодор Александров и Петар Чаулев, беа активно вклучени во разузнавачката дејност на штабот на бугарската армија. Оценувајќи дека воените успеси во текот на 1915 година се на страната на Централниот сојуз, на 14 октомври 1915 година Бугарија им објавила војна на Србија и на силите на Антантата. Од новоосвоените области во Македонија, бугарската влада на 17 ноември 1915 година ја формирала Македонската воено-инспекцијска област, која почнала да функционира од 8 декември истата година со центар во град Скопје.
Целта на оваа воена управа била да го осигура редот и безбедноста во новоосвоените области, да ги зачува државната, општествената и приватната собственост и да ги осигури сите потребни мерки за непречено дејствување на бугарската армија. За началник на Македонската воено-инспекцијска област бил назначен генерал-лејтнант Рачо Петров, а за негов заменик полковникот Александар Протогеров. Македонската војно-инспекцијска област била поделена на окрузи, околии и општини. Началникот на војно-инспекцијската област во Скопје располагал со неограничена власт, при што, покрај војската, во целата област имало и околу 25.000 милиционери. Во просек, во секоја околија, бројот на милиционерите се движел околу 800. Инаку, раководењето со војно-инспекцијската област се спроведувало преку окружни и околиски управници и преку општински и селски председатели и комитети. На 15 септември 1916 година бугарската армија издала наредба за мобилизација во Вардарска Македонија. Било повикано сето машко население од 18 до 30 години. На повикот се јавиле и 16.000 доброволци. Македонската револуционарна организација или поточно раководството на организацијата беше активно вклучено во војните действија на пресе во рамките или во составот на бугарската армија, со тоа што таа повторно го вклучи војните сили на Македоно-Одринското ополчение, сега, како што реков, повторно во составот на бугарската армија. На 22 октомври 1916 година полковникот Александар Протогеров имал средба со главниот командант на групата германски армии во Македонија, генералот фон Билов. Генералот му предложил на Протогеров да формира партизански одред, кој според составот би бил една мала дивизија. Во составот на овој партизански одред да влезат 5 македонски и 1 турски батальон, а нешто подоцна да им се приклучат уште 6 албански батальони. Сушност, според бројната состојба, тоа би била мешана дивизија составена од македонци, албанци и турци од Вардарскиот дел на Македонија. Финансирањето целосно го презела Германија. Во некои извори дивизијата се нарекува Протогеровиот одред. Командата на бугарската армија немала многу доверба во муслиманското население, особено кога е добро вооружено, па паралелно со формирањето на Протогеровиот одред се подготвувала наредба за формирање на планинска дивизија во која би имало 3330 македонци, 1200 турци и 1200 албанци. Вкупно околу 5730 души. Кон дивизијата се предвидувало да се приклучи еден германски артилеријски полк. Планинската дивизија била формирана на 1 јануари 1917 година и тогаш броела 6817 војници и 111 офицери и подофицери. Командата и административните служби се наоѓале во Скопје. Оваа дивизија била ангажирана за одржување на редот и мирот во тилот на Македонскиот фронт. Во април 1917 година, на молба на Христо Матов, командантот на планинската дивизија, го испратил вториот планински полк од дивизијата во Азот и Поречието, за да го разоружат населението со образложение дека било просрпско. Меѓутоа, се работи за антивоено расположение и отпор на македонското население кон бугарската власт. Во ноември 1916 година, по иницијатива на Христо Матов и на Тодор Александров, била создадена народна милиција од сите немобилизирани мажи родени во Македонија, кои ги имале сите права, како и војниците. Народната милиција добила задачи за чување на внатрешниот ред во општините, околиите и окрузите, спроведување на воени заробеници, спроведување на транспортот, прогонување на разбојниците, чување на железничките, телеграфските и телефонските линии и друго.
Македонскиот народ, поради неможноста да создаде собствена држава и армија и воден од туѓи политички цели, главно бил мобилизиран да војува во војските на Србија, Бугарија и Грција. Мобилизирањето на македонското население во српската војска не ги дало очекуваните резултати. Познат е бунтот на македонците од април, 15. април 1914 година во Крагуевац, кои одбиле согласно со она што тие го знаеле за својата историја, за своите војсководачи, за идеите за создавање на слободна држава, што не било остварено во текот на Балканските војни, одбиле да дадат заклетва пред српскиот крал, пред српските свештеници и од една поголема група македонци за кои што околу 100 не им се знае судбината, најверојатно тие се ликвидирани, јасно пројавиле ставот дека војната, односно војувањето во странски војски не е со тој набој и со тој елан како што можеби некој го очекувал. При обидите да бидат прогласени за јужносрбијанци и да положат заклетва пред кралот Петар, својот револт македонците го изразиле со неизговарање и непотпишување на заклетвата. Српските власти тоа го прогласиле за бунт. Дел од македонските регрути бил под влијание на организацијата предводена од Тодор Александров, па и тие одбиле да дадат заклетва. Врз некои регрути влијание извршиле српските социјалисти, кои ја признавале македонската национална посебност. Поради тоа, најголемиот дел од македонските регрути српската војска ја сметале за туѓа, српската власт за окупаторска, а давањето заклетва на српскиот крал и потпишувањето пред српското кралско знаме го сметале за национално предавство. Незадоволството на македонските регрути кулминирало на 15. април 1914 година во Крагуевац, кога регрутите од Брегалничката воена област, односно од Брегалничкиот полк, биле построени за да дадат заклетва. Наместо да ги повторуваат зборовите што ги изговарал свештеникот, тие извикале дека не сакале да се колнат. Разгневените офицери почнале да ги удираат регрутите, а изненадената публика се разбегала. Бунтот завршил на тој начин што 30-тина, за кои се сметало дека се предводници, биле затворени. Околу 100 регрути исчезнале, а пред почетокот на Првата светска војна овој полк бил расформиран. Македонците ја користеле секоја можност да ја одбегнат мобилизацијата или да дезертираат од српската војска. Сепак, македонските регрути дале силен придонес во победите на српската војска против австро-унгарците во битките на Цер, Дрина и особено во битката на Колубара. Вардарскиот батаљон, кој ја бранел границата на Дунав, успеал да зароби 1800 австријски војници и 20 офицери. Исто така, голем бил придонесот на македонските сили во одбраната на Белград. Во првата фаза на војната, српската војска ја протерала австро-унгарската војска преку реките Дрина, Сава и Дунав. Тогаш, српската војска загубила 183.557 луѓе. Едноставно, македонската воена сила била искористувана од овие странски армии како топовско месо, како жива сила, но и покрај тоа што биле принудени да војуваат во првите редови, тие покажале огромна храброст. Па така во овие први години воени, по успесите на српската војска во битките кај Цер, во битката кај Дрина и особено во битката на Колубара, која завршила на 15 декември 1914 година, на 25 декември српскиот престонаселник и врховен командант на српската војска во Првата светска војна Александар Караџорџевиќ издрал една декларација која што е позната во историјата како Македонска декларација. Голем дел од убиените војници биле македонци. Нивната борбеност и херојство ја признал и врховниот командант на српската војска, престолонаследникот Александар Караџорџевиќ, кој за придонесот на македонците во Колубарската битка во својата наредба од 15 декември 1914 година, напишана во Крагуевац,
наведува: Во овој свечен момент, кога над гордиот српски Белград се вее српско знаме, јас сакам пред се да го исполнам долгот на благодарноста. Во вашите редови, во оваа трета војна, рамо до рамо војуваат нашите браќа кои ги ослободивме од турците. Вие сте сведоци на нивното јунаштво и нивната љубов кон татковината. Косовци и вардарци, жеглиговци и брегалничани, битолчани и поречани се покажаа достојни на своите браќа шумадијци и моравци. Македонските револуционерни сили по насилното мобилизирање на македонското население во српската војска организирале тајни канали за префрлување на македонските регрути во Бугарија, не знаејќи дека таму ги очекува нова регрутација и мобилизација во бугарската војска. Седиштето на оваа организација се наоѓало во Велес, а со неа раководеле Алексо Мартулков и Јордан Шурков од Скопје. Во нејзина организација, од вардарскиот дел на Македонија за Бугарија заминале 1500 воени обврзници. Исто така, врз бегството од српската војска влијаела дејноста на внатрешната Македоно-Одринска револуционерна организација, но и пропагандата на бугарската држава. Австро-унгарската влада, со цел да го искористи незадоволството на македонците и за да ја ослаби српската војска, воспоставила врски со своите соработници во Србија и ја засилила агитацијата меѓу регрутите македонци да дезертираат од српската во австро-унгарската војска. На македонците им се сугерирало да се изјаснуваат како бугари, пошто ќе бидат ослободени и упатени да се вратат во Бугарија. Со тоа се ослабнувале српските единици и се зголемувала можноста Бугарија да се привлече кон централните сили. За остварување на оваа задача, со австро-унгарската влада од бугарска страна биле ангажирани бугарскиот конзул во Будимпешта Панче Дорев, родум од Македонија, ѓакон Евстатий Скорнов и бугарскиот воен аташе во Австро-Унгарија подполковник Иван Тантилов. Ѓакон Евстатий ги посетувал австриските логори и со посебен список ги ослободувале заробените македонци кои потпишувале декларации дека се бугари и преку Романија ги враќале во Бугарија. До јануари 1915 година во Бугарија пристигнале 1950 души, а во февруари 1915 година вкупно пристигнале 3000 македонци од австриските логори. Во 1916 година подполковникот Тантилов ја известил бугарската влада дека во логорите во Австро-Унгарија има уште 6000 заробеници од Македонија. Според бугарски извори, од српската војска дезертирале околу 30.000 војници од Македонија. Според извештајот на командата на новите српски области до Врховната команда, од српската војска избегале 29.059 лица, од кои само 1720 лица биле од Косовската и од Ибарската дивизиска област, додека останатите 27.789 лица биле од Вардарската, од Битолската и од Брегалничката дивизиска област, односно од Вардарскиот дел на Македонија. Од наведениве 27.789 избегани лица, 21.106 биле македонци. Останатите 6.683 им припаѓале на другите националности од Вардарскиот дел на Македонија. Сепак, поголемиот дел од македонците, односно 37.359 лица, останале во српската војска и биле принудени да ја извршуваат војната обврска во согласност со воспоставените закони на српската власт. Според расположливите податоци, во текот на Првата светска војна во српската војска биле мобилизирани околу 60.000 македонци, во бугарската околу 134.000 македонци и во грчката околу 20.000 македонци. Вкупно, во Првата светска војна биле мобилизирани околу 200.000 македонци. Мобилизирањето на македонците во грчката армија се вршело на сличен начин како и во бугарската и во српската армија, по пат на сила и терор.
Со оглед на присуството на силите на Антантата и поради тоа што мобилизацијата во Грција била извршена нешто подоцна, бројноста на македонците во грчката војска значително е помала во однос на српската и бугарската. Меѓутоа, насилствата при мобилизирањето и третманот на македонските регрути во грчката војска не се разликувале од оние во српската и во бугарската. Па дезертерствата на македонците и од грчката армија биле масовни. Во првите неколку месеци по мобилизацијата под влијание на внатрешната македоно-одринска револуционерна организација и други фактори од грчката војска, дезертирале 8.000 македонци. Тие избегале во Бугарија, некои и се приклучиле на српската војска, но имало и такви кои се приклучиле на француската и на другите сојузнички војски. Во грчката војска не биле формирани компактни вооружени формации од македонското население како во Србија и во Бугарија. Македонците биле распоредувани по групи во бројни поголеми грчки формации. На тој начин се губела компактноста и можноста за масовни дезертерства. Бегствата биле сведени на поединечни обиди, но и пресметките биле многу построги. Во декември 1915 година, бугарскиот генерален конзул во Солун Нетков известил дека во српската војска на грчка територија имало многу од местното македонско население, кое потоа влегувало во англо-француските војски, а требало да влезат во бугарската армија. Македонските бегалци од грчката и од српската армија во Бугарија, покрај ангажирањето во бугарската војска, биле користени за пополнување и на германската армија. На 30. октомври 1916 година, министерот за војна на Бугарија испратил наредба до началниците на дивизиските области да изберат 2000 најдобри македонци и да ги испратат во Прилеп за пополнување на 11-тата германска дивизија. На тој начин, македонците војувале речиси во сите војски на Антантата и на централните сили.